Дечки, здраво! Петок е и нормално време е за клелничарски муабети. Многу поинако ќе почневме оваа епизода, да беа милосливи Ливерпул и Тотенхем да даде уште едно голче. Тикетот од прошлиот викенд не зафркна само еден единствен гол. 7 утакмици, преку 80 квота, ама што е тука е? Тоа е старата клелничарска клетва, нели? За една или за еден гол. Имаше такви што не беа малери како мене, односно беа срекли. Еден дечко да вијажда Јувентус од Охрите, иначе ни пиша во инбокс, во кладилница, му сгрешиле една утакмица кога го уплаќал тикетот и место Ливерпул му ја уплатиле Донкастер од понискиве лиги. Таа си завршила 4+, си лапаше 8.000 денари за 100 денарчиња, нека му се со среќа. А ние, ништо повеќе среќа на крајот на оваа епизода која ќе направиме нов тикет за овој викенд. Тоа што со нетрпение сакам да ви го презентирам, а што веројатно веќе и самите го знаете или сте го виделе по Facebook или во клелниците на Моцарт, е тоа дека не очекува нов Моцарт предизвик. Тада! Значи, повторно имаме надпревар, повторно тој што ќе погоди најголемата квота, ќе си вози джип. Полека, не трчајте одма на кладилница, значи не почни од моментов играта, туку почнува од недела 7.4. 9:00 наутро. Имате можност да типувате на сите надпревари што ќе се одиграат све до 19 мај до 21 часот навечер. Како што веќе кажав, тој што ќе погоди најголема квота, а ние ќе ги следиме цело време квотите, ќе вози Hyundai Tucson, сосема нов. Утешни награди нормално дека има и тоа и не се баш утешни или мали. Втора награда ни е скутер Aprilia од 50 кубика, а трета награда ни е 4K Samsung LED телевизор од 50 и кусур инчи. Да видите на таков како се гледаат утакмици, ќе посакате да го имате и вие. Ако бркаме да гледаме интересен и неизвестен фудбал, односно која е најнеизвестна лига, ни останаа за гледање само англичаните и германците. За германците, искрено да ви кажам, лично многу не сум заинтересиран, али ова што ни се случува во Англија, ни ветува трилер, а за неколку и хорор завршница до крајот. Значи, мртва трка продолжува меѓу Сити и Ливерпул. Еден бод ги дели до крај. Ја баш сега ги гледав и утакмициве, распоредов што им е до крај. Може да го дадете и на екран. Значи, Сити имаат две зафркнати утакмици, а тоа е со Тотенхем дома, а Тотенхем веќе не е сигурен ни за Лига на шампиони, значи брка Лига на шампиони, и со Манчестер Юнајтед на гости. Како ќе им е на навијачиве на Юнајтед, значи пази, треба да им, Ливерпул не ги сакаат, ама ако им пуштат на Сити, ако изгубат од нив, ќе отиде титулата у најомразениот градски ривал. Значи ова ќе биде циркус да се гледа до крај. Ливерпул до крај има прекол една потешка утакмица, таа им е со Челси дома, али како тргна Челси во вториот дел од сезоната, не дека треба да се подсенат, ама мислам дека по мене Ливерпул има полесен распоред. Идеално сценарио за фотофиниш на крај. Сити имаат бод предност, потежок распоред, Ливерпул бод помалку, полесен распоред. Што мислите вие, кој ќе биде шампион во Англија? Типувајте сега веднаш во коментари да видиме какво е вашето мислење. Не по секој ќе пројат уште 3-4 кола, па ќе се направи некоја разлика и да се правиме стручњаци. Да не биде дека само за шампионскава титула е драма во Англија, како се разврза работава, сега 4 екипи се борат за 2 места во Лига на шампиони. Значи прв пат после кузне колку горени, онака оние што ги викаме The Big Six во Англија, играат во полна форма и до крајот на првенство нема да се знае кој ќе влезе во Лига на шампиони, нит па кој ќе биде шампион. Сега за сега во пол позиција се Арсенал и Тотенхем. Али ја мислам дека не може да се отпишат ни Юнајтед, ни Челси. Така да покрај тоа што мислите кој ќе биде шампион, кажете ни што кој мислите дека ќе влезе во Лига на шампиони за наредната сезона. Да не биде дека цело време троламе и бараме лузери, односно губитници на неделата, оваа епизода решивме да прогласиме еден винер или победник на неделата. Тоа за нас тука, лично, верувам дека ќе се сложите, беше Ману Џинобили. Што се случи? Човекот што обележа една долга ера во NBA лигата, конечно, дресот со неговата бројка беше закачен на врвот на арената на Сан Антонио Спарс
и на некој начин влезе во историјата, ако не беше влезен и до сега, нормално дека беше влезен, али се официализира неговото влегување во легендите. Значи, Ману, ја кога сум те гледал барем, ми било милина за душа. Верувам дека и сите други ќе се сложат, а тука и ќе го завршам муабетот што е поврзан со NBA и само ќе ви најавам дека следната епизода, во знак на тоа што завршува регуларниот дел од сезоната и почнува плейофот, имаме специјален екстра експерт за NBA гостин во емисијава. Така да гледајте ни следниот петок, сите што ве интересира NBA, а и тие што не ве интересира, кој ќе чуе човекот како збори, ќе ве заинтересира, верујте. Дечки, пред да правиме тикет за овој викенд, као што ветивме прошлата емисија, тие што погодија најмногу надпревари во коментари на сите социјални мрежи, си добиваат ваучери. Тука ни се од Facebook Игор Петровски и Филип Пипо Георгиевски. Еден од овие си ги наредил сите кецови, сите му влегоа кецови. Другиот беше на сигурно имаш играно сите два плюсови и ги погодил. Ама ако на Инстаграм Димитар Кондовски, Андре Михајловски, Гзим Бакиевски, Боби Мојсовски и на YouTube Антони Цветковски, Дарко Левковски и Мартин Ангеловски. Сите што се слушнавте, пишете ни во инбокс за да се договориме за да си добиете ваучер и да имате да се кладите викендов. Да се фрлиме на прајање тикет, а? И овој викенд ќе направиме 7 утакмици. Прошлиот пат за малце ни фалеше да фатиме, значи за едно голче. Мислам дека сега може да ни се насмее среќата. Да не должиме многу, се фаќаме за работа. Одма ќе ставиме од Германија, имаме големо дерби, тука ќе решава во најголем дел за титулата Бајерн со Борусија Дортмунд. 30-23. Тука никој нема што да загуби и мислам дека ќе играат отворено и на докажување. Затоа играм гол 4+. Да не речам дека мислам дека може и 5 и повеќе голови да има за оние што се похрабри што сакаат да изиграат. Тука Дортмунд ќе сака на гости да тепа и да си запечати. Слушате што ви кажувам. Али Бајерн не е за подценување нормално. Од Германија се селиме во Италија. Таму чекам интересна битка меѓу Интер и Милан до крај за кој да влезе во Лига на шампиони. Значи, Милан гостуваат кај Јуве и ако знаете дека сум навијач на Јувентус, оваа ќе одиграме X. Зашто? Зашто мислам дека Милан не може да си дозволи да изгуби, а Јувентус игра неделата што следува четвртфинале Лига на шампиони. Значи, за очекување е да се чуваат, плюс 18 волат во италијанско првенство, значи како да ви кажам, треба метеор да падне во Италија за да не освојат титула во серија А. Од друга страна, имаме уште едно дерби, ова дерби, според позиција на табелата, тоа е Интер со Аталанта. Има интересен коефициент за Кец, тука ќе типувам на чиста единица за Интер. Конечно, после подугачко време го вратија и Карди во тимот, и тоа, пази, таман навијачиве на Интер се собраа комплет, дадоа свое видување на ситуацијата со Икарди, има соопштение за јавноста во кое што се обраќаат и бараат Икарди да го напушти клубот. Не само да не биде капитен, туку кажуваат дека не заслужува ни да го носи дресот. Од таму, овој после 3 месеци у прв состав, врз него црвен картон направија овие несрекници од Дженова и плюс даде гол од пенал. Ке видиме како ќе биде пречекан на Сан Сиро, ќе биде интересно да се гледа таа утакмица. Тоа е од Италија и од Германија. Англија имаме ЕФА Куп и Премиер Лига. Од Премиер Лига одбрав 2 утакмици, Евертон со Арсенал. Ова исто ќе изиграм гол 4+. Евертон мислам дека сигурно ќе дадат гол и дека ќе играат отворено, немаат што да загубат, а Арсенал освен победа, друго ништо не треба да им паѓа на памет, пошто, знаете, спомнавме и претходно каква е битката за Лига на шампиони во Англија. Освен нив, друг кандидат за Лига на шампиони ни се Челси, они тек во понеделник, 20-27, играат дома со Весхем. Челси многу не се во некоја форма, да речам, да ги изгазат Весхем, али ја не верувам дека и ќе примат гол од нив. Така да овдека ќе изиграме сигурна победа за Челси. Тоа се 5 надпревари. Мора да ги чепнеме овој од ЕФА Купот. Многу мерак ми прават годинава како играат Волфс. Значи, на сите од големиве 6 тимови им чепнаа под некој бот, дел ги победија, дел им извадија нерешено, со сите изиграа перфектно.
и мислам дека за нив главна награда оваа сезона ќе биде тоа што ќе одат у финале на ЕФА Куп, а у полуфинале го имаат пред себе Watford. Watford не е тим за подценување, ама мислам после победата врз Юнайтед дека Волс ми се во залет и оваа утакмица ќе си ја добијат. Значи 20-52, чиста двојка ќе ја ставиме за Вулверхемптон. Дури има тука и навијачи што знам на Вулверхемптон во Македонија, знам дека се чудите, побарете ги на Facebook, имаат и фан група една. И ни остана, овие ми се слабост годинава. Лиц се во мртва трка и они за влез во Премиер Лига. Знаете дека од почеток на оваа сезона ги форсираме и мислам дека на крајот на сезонава нема да не разочараат. Играат во гости со Бирмингем, сабота од 16 часот, 27-29. Чиста двојка ќе изиграме. Тимот на нашиот Џани Алиовски треба да си победи за полека да си заверува место во Премиер Лигата. 7 надпревари, неколку различни игри, ама ќе има и бонус, има убав коефициент, стајте ги на екран и нормално, како и секој викенд, ги имате надпреварите, кажете и вие ваш предлог, што мислите дека може да смениме на овој тикет, отидам на поправен, нели, ако случајно нешто не тргне како што треба, или да препишам и ја нешто од вас. Со лесно овој викенд, не заборавајте дека од недела од 9 сабајле почиња и надпреварот за джипот. Се гледаме другата недела. Чао!